си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го и денес и простини ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови и во векови. Амин. Мир вам, македонци мои. Светото писмо е книга напишана од самиот Бог и тоа е запишано внатре во неа. И за тие кои имаат дар на верба да поверуваат во нашиот Господ Исус Христос, тие знаат дека тоа е живо слово, кое ако почнете да го читате, се овоплотува во вас, како што пишува во 1 Јованово, и словото стана тело и се всели во нас полно со благодат и вистина. Тоа е живо слово кое го оставил Бог, за да ве промени однатре, за да се сетите каде сте, што сте, каде одите и зошто сте овде на земјава. За да се сетите дека постојат две категории, синови човечки и синови Божји, или синови на паднатиот, на нечестивиот, одметнатиот, спротивниот на Бог, и синови Божји. Разликата меѓу овие две категории е животот и смртта. Скоро година дена читам посланието, го читам првото послание на светиот апостол Јован Богослов. И колку повеќе читам, откривам внатре некои работи кои не може да се отворат со првото читање. Интересно е како ова живо слово во Библијата пишува на неколку места дека треба да се молите да ви се отвори за да го разбирате словото. Современото христијанство е доказ дека во Библијата има еден текст кој вели словото убива, а духот оживотворува. Ова слово, живо слово, Светото писмо, посебно Новиот Завет, треба да се чита со дух, за да се разбере. Доказ за тоа се поделбите во христијанството кои по драматуршко читање на Библијата се поделиле на категории православни, католици, протестанти и други. Значи едно исто слово тие го читаат како драмски текст и го поставуваат како што во театарот се поставуваат драмите. Но суштински, ако подолго време се сосредоточите на ова живо слово, тоа навистина ќе направи промени во вас. Прво слово Јованово го читам скоро година дена, секој ден го звучувам на глас и откривам нови слоеви. Во Библијата е интересно што се повторуваат некои работи во Стариот и во Новиот Завет. Тоа е книга пишувана во подолг временски период преку Светиот Дух, преку Духот Господов кој дослегувал кај одредени луѓе. Тоа интересно е што во секое послание, во секое евангелие, во секоја страница од Библијата е содржана целата Библија. Еве го првото соборно послание на светиот апостол Јован Богослов, тој оној човек, оној светија Христов кој Духот слези и го напиша откровението за последните денови, кои денеска верниците и научниците се расправаат со толкувањата. Еве го првото соборно послание на светиот апостол Јован Богослов. Посланијата се текстови кои се упатени до нас верниците, зашто Исус е ист вчера, денес и довека. Тоа се посланија кои треба да не поучат, за да останеме на тесниот пат што води кон животот, да го избереме Исус Христос и најсетне да избереме живот вечен. Другата приказна е гревовна смрт и еден процес кој, како што вели Исус, сега ви давам толку на апостолите, бидејќи не можете да понесете. Ако почнеме да разговараме за тоа како и што, ќе разбереме дека не е баш така. Прво послание, соборно послание на светиот апостол Јован Богослов, упатено за нас, за вас, за сите. Она што беше од почетокот, она што го чувме, она што со очите своји го видовме, што го разгледавме и што рацете наши го опипаа, за словото на животот.
Видете, интересен термин. Словото на животот. Ние зборуваме за Светото Писмо и ако добро размислете што значи тоа, во почетокот беше Словото и Словото беше во Бога и Бог беше Словото, вековите се создадени од Божји збор и од невидливото произлегува видливото. Значи, што рацете наши го опипаа за Словото на животот и животот се јави и видовме и сведочиме и ве известуваме за вечниот живот кој беше во Отецот и нам ни се јави, Татко наш кој си на небесата. Она што го видовме и го чувме, за тоа ве известуваме, браќа мои. Та и вие да имате општење со нас, а нашето општење е со Отецот, Татко Небесен и Неговиот Син Исус Христос. Ова ви го пишувам за радоста ваша да биде полна, а Евангелието пак што го чувме од Него и вам ви го предаваме, дека Бог е светлина и во Него нема никаква темнина. Ако речеме дека со Него општиме, а одиме во темнина, тогаш лажеме и не постапуваме според вистината. Исус на неколку места вели, кој врви по мене нема да оди во темнина, на ки има светлина во животот. Исус вели, јас сум светлината на светот. Исус ви вели, вие сте светлината на светот. Кој ќе го избере Исус треба да свети како светила на која не се става под поклоп, туку на свекник, за да им свети на сите вкуци. Ако пак во светлина одиме како што е Он самиот во светлина, тоа значи дека ни еден со друг општиме и крвта на Исуса Христа, Неговиот Син, не очистува од секаков грев. Ние повторно ќе дојдеме до котата на крвни и бескрвни жртви, на нешто што по Стариот Завет и нашите антички предци го правеле, за да го смилостиват Бога, колеле животни, палеле на олтари, правеле се паленици и има цел список во глава Мојсеева, Битие и понатаму повторени закони и излез, значи во Мојсеевите глави, во книгите од Мојсеј, како се правело тоа. Значи крвни жртви правеле луѓето за се очистат од гревовите, а ние сега зборуваме за нешто друго. Ние еден со друг општиме и крвта на Исуса Христа, Неговиот Син, не очистува од секаков грев. Значи, луѓето кои ќе го изберат Исус Христос за свој Господ и Спасител, се покајат за својот грев, а потоа ќе видиме зошто. Еве го понатаму, немаат потреба повеќе од крвни жртви, што и денеска, например, е случај дури во големата православна црква се прават така наречени курбани, што е предхристијански адет. Предхристијанските адети се влезени за времето на цар Константин, кога христијанството го вовело за религија на својата империја, откако по сонот, му се сонил дека со крстот на штитовите го нацрта и поверува во Исус Христос ќе победи, и сите народи што живеа, и нашите антички македонци, си ги како да речеме, внесоа во христијанството старите народна религија, во која е полна, например, православието и другите религиски структури. Ако кажеме дека немаме грев, се лажеме сами себе и вистината не е во нас. Ако кажеме дека немаме грев, се лажеме сами себе и вистината не е во нас. Ние денеска ќе сретнеме луѓе, ќе му кажеш грешен си, не сум грешен. Како не? Па немам ја никакви гревови. Тој мисли дека грев е ако убиеш човек. Во Светото Писмо пишува, кој не го љуби својот брат, тој е убиец. Го убиваш секој ден во мислите, во постапките. Ако ги исповедаме гревовите своји, он е верен и праведен да ни ги прости гревовите и да не очисти од секаква неправда. Ако ги исповедаме гревовите своји, он, кој Отецот Небесен преку Неговиот Син Исус Христос, е верен и праведен за да ни ги прости гревовите и да не очисти од секаква неправда. Сега, ако живеете во неправда, тоа значи дека не сте се покајале.
Покајувањето е важен момент за да ја сватите вашата грешна природа, вашата сатанска природа, бидејќи синови човечки и синови сатански по другите преводи. Вие се тогаш вашиот татко е ѓаволот, кој го слуша словото мое, тој е од Бога. Се вели во Светото писмо, кој не го слуша, тој не е од Бога. Зашто неговиот татко, вашиот татко е ѓаволот. Значи да се откажете од твојата ѓаволска природа и тоа е голема приказна. И како што вели Исус, би ви ја кажал и сега, но не можете, толку можете да понесете. Ако ги исповедате гревовите своји, он е верен и праведен за да не ги прости гревовите и да не очисти од секаква неправда. Прости ми, Татко небесен, што грешев. Исусе Христе, верувам дека си мој Господ и Спасител. Прости ми, грешев, правев тоа. Убивав, осудував, прелюбодејствував, пиев, се дрогирав, крадев, лажев, мразев. Прости ми, Господе, што се откажав од Тебе, што не знаев дека Ти никогаш не се откажуваш од мене. Пишано е, кој ќе го повика моето име ќе биде спасен. Исусе Христе, кој ќе го повика Христовото име. Исусе, те повикувам и денес да застанеш во моето срце, во мојата душа, во мојот ум и ти ги предавам сите болки, болести и страдања, сето проклество го зеде на крстот, зашто висеше распнат. Те сакам, Господе Исусе Христе, слава Ти, Татко небесен, те сакам, Господе Исусе Христе. Ако пак речеме дека не сме сгрешиле, значи повторно 1 Јованово, 1 глава 10 стих, ако пак речеме дека не сме сгрешиле, него го правиме лажец и словото негово не е во нас. Значи го правиме Господ лажец и словото негово не е во нас. Сега ние доаѓаме до суштински момент, словото на животот и словото Божјо кој треба да влезе во вашето срце за да ве промени, да ве облече во Божјата љубов, да ви даде сила да се промените и да можете да врвите по Христовата патека, зашто Исус Христос ви е даден за да знаете како се доаѓа до Бог и до вечниот живот. Чеда мои, ова ви го пишувам за да не грешите, а ако некој сгреши, кај Отецот имаме застапник, Исуса Христа, праведникот. Тој е нашиот застапник. Чеда мој, ова ви го пишувам за да не грешите, а ако некој сгреши за кај Отецот, ако некој сгреши кај нашиот Отец, Татко небесен, те сакаме. Имаме застапник Исуса Христа, праведникот. Видете, Отецот го испрати својот единороден син Исус Христос. Не за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Кој сака да биде спасен, ќе го избере Исуса Христа и ќе има живот вечен. Кога луѓето би знаеле каде одат, што ги чека по смртта, ќе трчаат сите кај Исуса Христа. Но тоа е тоа. Он е очистување за нашите гревови, Исус Христос, и не само за нашите, туку за гревовите на целиот свет, на се создадено, Светот е се, не само мајкава земја, и понатаму, не само земјава. По тоа узнаваме дека сме го познали Исуса, кога ги пазиме неговите заповеди. По тоа узнаваме дека сме го познали Исуса Христа, дека сме христијани, кога ги пазиме неговите заповеди. Неговите заповеди, ако некој те удри по едниот образ, заврти му го и другиот. Ако некој се суди со тебе за да ти ја земе кошулата, дај му ја и горната облека. Благословувајте ги оние што ве колнат и молете се за оние што ве навредуваат и гонат. По тоа узнаваме дека сме го познале кога ги пазиме неговите заповеди. Тоа се заповеди. Кој вели го познав, а заповедите негови не ги пази, лажеце и вистината не е во него. Кој го пази словото негово, повторно доаѓаме до словото, во него е Божјата љубов, на вистина совршена. По тоа узнаваме дека сме во него, кој го пази словото негово. Значи не се зборува за канони, за религиски правила, за драматуршко читање на Библијата, не се зборува за светци, за слави, за богородици, се зборува кој го пази словото негово, во него е Божјата љубов на вистина совршена, по тоа узнаваме дека сме во него. Кој вели дека во него пребива, должен е да постапува така како што постапи и он. Како постапи Исус? Им ги изми нозете на апостолите, зеде обличје на слуга
Таму вели, ако е некој прв меѓу вас, нека биде слуга на сите. Простуваше, не осудуваше, ги зеде сите гревови на светот, го даде својот живот за браќата. Бог е оној кој се жртвува за спас на својот народ. Возлюбени, не ви пишувам нова заповед, туку старата заповед што имате од почетокот. Старата заповед е Словото. Словото што го чувствувате од почетокот, Словото на животот, Евангелието на мирот, Словото е самиот Бог. По почетокот беше Словото и Словото беше во Бога и Словото ќе ни суди еден ден дали е влезено во нашето срце. Но сепак нова заповед ви пишувам, она што е вистинско и во него и во вас, оти темнината одминува и вистинската светлина веќе свети. Кој вели дека е во светлина, а го мрази братот свој, тој е се уште во темнина. Уште еднашка. Кој вели дека е во светлина, во Христос сум јас, да, а го мрази братот свој, тој е се уште во темнина. Епа сега јас ќе дојдам до мојата македонска земја, за која се молам секој ден: Господе, отвори им ги срцата, отвори им ги срцата за Твојата љубов, дај им сила, Господе, разбуди ги, дај им дар на верва, да поверуваат, да се помират, да се измират, да се покајат, да не крадат, да не лажат, да не подпишуваат, да не шират разни религии, да ја помнат Твојата заповед, да се шири светото Евангелие во Македонија запишана во Дела 16, 9, 10 и понатаму. Кој го сака брата си, тој е во светлина и во него нема соблазан. Кој го мрази братот свој, тој се наоѓа во темнина и во темнина оди и не знае ни каде оди, бидејќи темнината му ги ослепила очите негови. И сега ќе дојдам во македонскава земја, каде што се намразени политички партии, религиски состојби, поделби, разделби, соседи кои не го признаваат македонците да се христијани. И се молам да не се шири тој сатански круг кој ќе одведе цели нации и народи во гибел. Ви пишувам, чеда, заради неговото име, би се простени гревовите. Ви пишувам вам, татковци, зашто го познавте оној кој од почетокот, Отецот Небесен. Ви пишувам вам, момчиња, зашто го победивте лукавиот. Ви напишав вам, татковци, бидејќи го познавате оној, Отецот Небесен, кој од почетокот. Ви напишав вам, момчиња, зашто се силни и Словото Божјо пребива во вас. Ако пребива во вас, па ќе го победите лукавиот. Лукавиот се победува со Словото, тогаш ќе знаете, ако нашите водачи, авторитети, беа во Светото Писмо, го познаваа, тие ќе знаеа дека не треба да се мрази, не треба да се прави сатански круг, да се шири омраза, да се краде, да се лаже, да се убива. И ќе знаеа, како што вели во 2 глава 15 стих, не сакајте го светот и се што е во него. Ако некој го сака светот, во него нема љубов од Отецот. Зашто се што е во светот, похотта на телото, желбата на очите, гордоста на животот, не е од Отецот, туку од овој свет. Ајде уште еднашка. Што е одделува од Бог? Похотта на телото. Похотта на телото. Јадење, пиење, облекување, прељуба, страсти, желбата на очите. Гледаш завидливо око, завидуваш, и гордоста на животот. Гордоста на животот. Горди сме со ова, горди сме со она, не слушаш ништо. Самиот знаеш се. Безврни се, сите луѓе се такви. А светот поминува и похотите негови, а оној што извршува волјата Божја останува довека. До 17 стих. А светот поминува, ова се ќе помине.
i pohotite negovi. Гордост, прелюба, омраза, похота на телото, похота на очите. А оној што ја извршува волјата Божја, останува довека, вечно избира живот наместо смрт. Од вас зависи дали ќе изберете живот, зашто не се знае што ќе биде утре. Може би утре ќе дојде да ви ја земе душата некој ангел. И потоа човекот внатре длабоко во себе знае дека е создаден од Бог. Него му недостасува Божјата светлина и Божјата љубов. Бог е извор на светлината, на љубовта и на животот, Отецот небесен. Вие можете преку Исуса Христа да се вратите, да бидете Негово дете, Негово чедо, да црпите од изворот, да бидете здрави, исцелени, возобновени, да станете ловци на луѓе, да ја ширите светлината, љубовта. Човекот сеќава дека му е потребна љубов и светлина, бидејќи не може да ја најде на друго место, оди во похоти, пиење, јадење, прелюба, пари, татковина, идолопоклонства. Таму нема да најде ништо, бидејќи во 3 глава, 1 стих вели: гледајте каква љубов ни дал Отецот, да се наречеме чеда Божји и такви да бидеме. Затоа светот не знае, оти не го позна Него, да се наречете чеда Божји и да викате: Татко мој кој си на небесата, те сакам, Господи Исусе Христе, и во вас да пребива Божјата љубов, да бидете здрави, исцелени, и како што вели Исус, ви приготвив сокровиште горе, на небесата има многу места, и како што вели Исус, ако вие останете во моето слово, ќе дојдеме со Отецот и го возлюбите Словото, Словото на животот, значи животот и Словото, Библијата, ќе дојдеме со Отецот и сокровиште во него ќе направиме. И тогаш сте вие богородени, живеете во Божиот мир, зашто Исус вели: мирот свој ви го давам. Татко небесен, те молам да ја отвориш срцата на македонските водачи, да се помират, да се покајат, понизу да клекнат пред Тебе и добиеме христолюбиви луѓе кои ќе не водат, да не добиваме луѓе кои ќе не водат во сатански круг на омраза. Те молам, Татко небесен, излеја Твојата љубов, испрати ангели, испрати сила небеска. Апостолот Павле, сонот на македонецот, дојди во Македонија и помогни ни. Во името на Господ Исус Христос, ја благословувам македонската земја и ја светоположувам крвта Исусова врз неа. Го повикувам Исуса Христа да дојде, да застане на тронот на Македонија, зашто таа е Божја земја, пишана е во Божиот катастер. По тоа видение, ние веднаш тргнавме за Македонија, зашто разбравме дека Господ не повикал таму да го шириме светото Евангелие. Господе, ете сум во Твојата македонска земја, Исус Христовата земја, за да го ширам светото Евангелие. Мир вам, македонци мои, до Божјо царство небесно. Брате и пријателе, ако те мачи нешто, не ти оди како што треба, не гледаш смисол во овој лажовен свет, ти недостасува светлината и Божјата љубов. Имаш една патека, клекни на колена, влези во својата скришна соба и помоли му се на Отецот небесен во името на неговиот Син Исус Христос и викај: Исусе, 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 те повикувам, дојди, застани во мојот живот, во моето срце, во мојот ум и во мојата душа. Исцели ме, помогни ме, облечи ме со сила од озгора да врвам по Тебе, да бидам Син Божји, Син Божји. Слава Ти, Татко небесен, слава Ти, Господи Исусе Христе, те сакам, Христосе, слава Ти, златен Господи. Бидете благословени, македонци мои, и изберете го Исуса Христа и спасете се, и изберете живот, Словото на животот. Амин, до Божјо царство небесно.